Денеска во печката на Euronickel Industries се уништи поголема количина наркотички дроги, психотропни супстанции, прекурсори и оружје, запленети со правосилни, кривични и прекршочни одлуки. Акцијата за уништување беше предводена и се спроведе во присуство на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фато Насани, представници на Државната комисија за уништување наркотички дроги, психотропни супстанции, прекурсори, Царинската управа и други поврзани институции. За потребите на институциите, а во целосна соработка со нив, компанијата Euronickel Industries ги отстапи своите капацитети за спроведување на оваа акција, со што ја потврди отвореноста за соработка со институциите на системот и ја докажува својата општествена одговорна функција во однос на државните органи. Euronickel Industries располага со просторни оперативни капацитети кои што се единствени од овој вид во земјата и преку отстапување на истите за потребите на државните органи ја потврдуваме својата функција и во доменот на одговорноста кон институциите и процесите што се од јавен интерес. Покрај континуираното производство и оперативноста како компанија, соработуваме со државните и локалните институции, бидејќи деловната клима во голем дел зависи токму од функционалноста на истите, односно во нашето секојдневно работење, нам ни е потребна и очекуваме институционална поддршка со цел создавање подобри услови и состојби во секој сегмент, изјави Герасим Кујунџиев, директор на Euronickel Industries. Акцијата МВР ја спроведува по повод Светскиот ден за борба против малото и лесно оружје, при што беа уништени 600 парчиња оружје и над 400 килограми разни видови дрога. На 9 јули, меѓународниот ден на уништување на оружје, имаме заедничка акција со Агенцијата за управување со одземен имот и со Euronickel Industries за уништување на оружје, дроги и наркотички средства и прекурсори кои што биле запленети во редовното работење на МВР. Има околу 600 парчиња оружје и над 400 килограми видови на дрога. Од 2018 година ефикасноста во делот на откривањето на наркотички средства е зголемена за 43%, што е најголем учинок во последните 10 години. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и додава: посебно се заблагодарувам на Агенцијата за управување со одземен имот и на нашиот партнер Euronickel Industries, кои што секогаш излегуваат во пресред на Министерството за внатрешни работи, односно на државата за спроведување на ваков тип на акции, рече Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи. Денес присуствувате на уништување на дрога и оружје во заедничка акција на Агенцијата за управување со одземен имот и Министерството за внатрешни работи. Да напоменам дека првото уништување на дрога после 2015 година беше спроведено во 2018 година, а сега имаме веќе второ уништување после 6 месеци, второ уништување на дрога и наркотични супстанции и оружје. По повод 9 јули, меѓународниот ден за уништување на оружјето, организиравме една заедничка акција заедно со Агенцијата за управување со одземен имот и со Euronickel за уништување и на оружје, меѓутоа и на дрога, наркотични средства и прекурсори кои што биле запленети во редовното работење на Министерството за внатрешни работи. Имаме некаде околу 600 парчиња на оружје и над 400 килограми на дрога, разновидна дрога, значи марихуана, хероин, имаме хашиш и амфетамин. Морам да истакнам дека трендот се зголемува во делот на ефикасноста на македонската полиција во откривањето и на нелегална трговија со оружје, нелегално поседување на оружје, меѓутоа и со трговија на наркотичните средства. 2018 година имаме зголемување на ефикасноста во откривањето на нелегално оружје и негова трговија. Таквиот тренд е и во делот на наркотичните средства. Значи во 2018 имаме зголемување на ефикасноста на македонската полиција за 43% во делот на откривањето на наркотични средства, или тоа е најдобар учинок во последните 10 години. Ние со несмалено темпо продолжуваме сите заедно и во делот на организиран криминал и во секторите за внатрешни работи. Тој тренд продолжува и се зголемува и во 2019 година и затоа токму денеска, после 6 месеци, како што рече директорот на агенцијата, ништиме една количина на дрога и на оружје за кои што се завршени судските постапки. Посебно сакам да се заблагодарам и на Агенцијата за управување со одземен имот за една одлична соработка која што имаме во текот на годината по разни основи. Јута се заблагодарувам и на
нашиот долгогодишен партнер Евроникел, кој што секогаш излегува во пресред на Министерството за внатрешни работи, односно на државата за спроведување на едни вакви акции, и со тоа сакам да упатам благодарност, да дадам признание на раководниот тим на Евроникел заради тоа што заедно работиме на спречување, сузбивање или уништување на наркотичните средства и на оружјето, кои што представуваат една од најсериозните ризици и предизвици за граѓаните и на Македонија, меѓутоа и на регионално и на глобално ниво. Господин Којанџиев, неколку збора за текот на производството на Евроникел овие месеци, кога стартувате со работа? Евроникел Индустри како субјект постои од почетокот на оваа година, после завршувањето на стечената постапка, кога Евроникел Индустри ги превзеде вработените, оврските од стечената постапка и сите тие лиценци и дозволи кои што ги имаме. Производството се одвива нормално. Почнати сме и со новата инвестиција околу президување на електропечката. Денеска ми е посебно чест што сме дел од оваа акција заедно со Министерството за внатрешни работи. Ние сме секогаш како Евроникел Индустри отворени за соработка со институциите и со заедницата и очекуваме исто така поддршка и од нивна страна. Значи тој однос треба да биде взаемен. Тоа е еден процес кој што се одвива тековно, имаме огласи кои што бројот на вработувања се зголеми, од 740 како што бевме, сега сме некаде околу 800 вработени директно во Евроникел Индустри и во нашите подружници како Нова инженеринг и Нова рефрактори, вкупно околу 1000 вработени.